гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес сето тоа што ќе го слушнете како информација во ова ново издание ќе биде од ваша корист и со цел нешто повеќе да дознаете околу проблемите со вашето здравје. Денеска одлучивме да поразговараме за една интересна тема. Обично кога говориме за сите проблеми со здравјето, некако кога ќе ги споменеме оние ризик фактори, секогаш се напоменува и генетски е наследна болест или проблемот со кој што се соочува некој од вас. И сега за да објасниме како тоа се случува, што е наследување, значи што е генетско наследување, што би значило тоа генетско стебло и како тие заболувања и кои се тие заболувања се пренесуваат, нели генетски од родителите на децата и така натаму, ќе дознаете во разговорот што денеска ќе го водиме овде во студиото со професор доктор Владимир Трајковски, кој што е професор на Филозофскиот факултет по неколку предмети, меѓу другото и предава хумана генетика и физиологија, ова за што денес ќе говориме. Инаку тој е исто така и председател на Македонското научно здружение за аутизам. Ќе кажеме негде при крајот на емисијата и збор два за сето она што ова здружение го работи во изминатиот период и што нели ќе следува. Доктор Владимир, ти благодарам за денес, за одвоеното време, за да направиме еден разговор за наследувањето. Да, ви благодарам и јавам на поканата. Поздрав до сите гледачи на телевизија Сонце и на вашата реномирана емисија. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието во следните 40 на минути на гледачите и дека ќе им биде интересна темата. Јас секогаш со големо задоволство одговорам на вашите покани и за прв пат еве оваа тема ќе обработиме. Така, да, како што кажав, јас често пати кога говориме за многу проблеми нели со здравјето, велиме еден од факторите и нели генетскиот фактор, впрочем наследувањето на одреден проблем со здравјето. Па што представува, ајде да појасниме до нашите гледачи, наследувањето, односно генетското стебло? Па сега би кажал да, генетиката игра огромно влијание во сите наши животи и мораме сериозно да ја сватиме. Но тоа не значи дека се што има генетска подлога дека мора да заврши лош. Наследувањето како процес представува пренесување на наследните особини од една генерација во друга генерација и затоа ние наликуваме во многу на нашите родители, на нашите предци, но покрај генетиката секако дека улога играат и срединските фактори. За многу заболувања, например, срединските фактори представуваат откочувач или тригер механизам, што го велиме ние докторите, за да настане одредено заболување. Значи не секогаш самата генетика по себе мора да доведе до болест, туку често пати кај оние неменделови заболувања потребна е интеракција со лоши средински фактори за да дојде до манифестација на заболувањето. Наследувањето уште Грегор Мендел, кој што е основоположник на современата генетика, тој правил експерименти некаде 1865-1866 година со градинарскиот грашок или писум сативум наречен на латински, ги испитувал својствата и така ги поставил фундаментите на современата генетика и по него, во негова чест, постојат Менделови закони, Менделови правила на наследување, оние класични наследувања кои што понатаму во емисијата ќе ги обработиме едно по едно. Значи имаат неговиот назив менделизам, например. Тоа значи дека тоа се видови на наследувања кои што ги следат тие негови три Менделови закони. Сега јас не би влегувал во детали од генетиката, тоа што го предам на моите студенти, но би рекол дека во хуманата генетика има повеќе видови на наследувања и во тој поделени се главно на менделизам и неменделизам. Значи во менделизам спаѓаат сите оние работи кои што тој ги има објаснето уште во 19 век, автосомно доминантното наследување, автосомно рецесивното наследување, тука спаѓа интермедиерното, кодоминантното наследување и некои други видови, а она се што не ги следи сите оние видови наследување и што се во поново време откривани, го добиваат називот неменделизам
И тука спаѓаат митохондриалните наследувања, геномскиот импринтинг, унипарентната дисомија, спорадичното наследување и ред други наследувања. Сега вака кога не слушаат нашите гледачи, не знаат воопшто зашто станува збор, тоа е толку комплицирана наука, која што навистина кога ќе навлезете подлабоко, дури и сега еве за вирусот се навлегува толку во како да кажам во генетиката на една индивидуа да се види како може вирусот нели до кој степен да направи проблем. Значи толку многу сме ние специфични секој за себе во својот генетски код, така речено. Да. Ајде вака може да ја пуштате првата фотографија од режија, па да го објасниме некако тоа генетско стебло за кое што кажавме на почетокот. Што би значило ова? Така, да, само пред да го објаснам да се надоврзам на вашиот коментар во однос на ковидот. Точно е тоа дека нашата генетика игра огромна улога во тоа дали некој ќе преживее или нема да преживее и јас длабоко верувам, иако заразните заболувања се чисто средински заболувања, но нашата генетска конституција многу значи и откриени се гени кај тие што починуваат некаде во Македонија околу над 3% е смртноста, но во светот нешто помала и правени се студии, значи генетски студии, и утврдени се одредени гени кои што кај некого предиспонираат лош исход. Сега да се навратиме на ова што го покажа режијата, тоа се родословни символи и како што се креира родословното стебло. И ова, например, моите студенти добро го знаат, бидејќи на вежби го работиме, и треба овие основни символи ги има и повеќе, се разбира, но јас тука сум ги дал најосновните. Со овие се креира родословното стебло, кое што е многу значено во процесот на генетското советување, кога ќе дојде семејството и бара совет, например, дали второто дете ќе има одредено генетско заболување, па да се проценат ризици. И, например, машко означуваме со квадрат, со круг е женска индивидуа, понатаму мртвите членови на семејството ги прецртуваме со диагонална црта, затемнети квадратче и кругче, тоа значи заболени членови во едно семејство кои што имаат одредена генетска болест. Значи мора да има генетска предиспозиција, па имаме знак за брак, каде што квадратот и кругот се споени. Ова е интересно, консангвин брак. Тоа го знаели нашите стари баби, дедовци, дека не сме, дури до шесто колено не сме да се стапи во брак. Да, јас тоа сум го слушнала. Ова е баш консангвин брак, кога братучеди, второ, трето колено или подалечно до шесто ќе стапат во брак и тоа е многу незгодно во генетиката. Така. И за тоа се избегнува и треба буквално кога двајца млади стапуваат во врска да се убаво да се распрашат, затоа што може да има многу големи последици по нивното потомство ако се роднини до шесто колено, затоа што кај ваквите консангвини бракови или преведено ајде на македонски бракови во крвно сродство се тоа. И тоа е многу битен податок кој што треба консултантите кои што доаѓаат на генетско советување да го дадат на лекарот или на генетичарот во случајот затоа што тоа многу ќе му олесни во давањето на дијагноза. Значи креирањето на родословното стебло е значаен елемент и ни открива многу податоци и тука консултантите кои што даваат, значи го бараат советот од генетичарот, мора да бидат многу искрени. И така имаме понатаму одредени други символи, сега да не кажуваме за монозиготни еднојајцеви близнаци, двојајцеви близнаци, разведен брак, таму имаме кога е прецртан истиот знак за брак, само прецртан со црта. И навистина овие символи се доста практични и се користат и му помагаат на генетичарот или на докторот кој што добро разбира генетика да навлезе. Значи тоа е првична една слика да се добие, понатаму секако дека ќе треба да се упати пробандот, тоа е она лице кое што му го испитуваме својството или болеста, да се упати на понатамошни исследувања. Например, често пати има потреба од консултација кај психијатар, невролог, доколку се работи за генетско-невролошко нарушување, офталмолог, доколку се работи, често пати синдромите одат со очни аномалии, малформации, аудиолог или оториноларинголог, бидејќи има нарушување и на ушите и грлото
и така натаму. Значи потребно е во процесот, тоа е многу сложен процес, генетското советување, координација на еден цел тим на лекари, па понекогаш се вклучуваат тука во тимот и психологот и дефектологот или поново специјалниот едукатор и рехабилитатор. И токму поради тоа јас на моите студенти едно од предавањата е ова во однос на креирање на родословно стебло и наследување, да ги знаат основните видови на наследување и како одат сите тие процеси. Так. Ајде да ги објасниме кои се тие основни видови на наследување во Па да, можеме можеме да ги поминеме вака на брзина, сигурно може дека на некој ќе гледам да бидам појасен. Покажуваат и фотографиите од режија. Да, автосомно доминантното секогаш започнуваме со тоа. Автосомно доминантно наследување, тоа е оној вид на наследување кога има еден мутиран ген кој што е доминантен, тоа значи дека тој во најголема веројатност на случаи ќе се манифестира во потомството. Значи еве тука гледаме едно родословно стебло од 3 генерации. Значи генерациите тоа да кажем ги обележуваме со римски броеви, сега тука не е назначено. Обично татковата линија секогаш се пишува на левата страна, мајчинската линија на десната страна. И во првата генерација гледаме еден заболен дедо и стапува во брак со баба која била здрава. Тие имаат 2 болни деца. Се работи за некој автосомно доминантно, ќе спомнам малку подоцна, и тие сега стануваат возрастни и стапуваат во брак со здрави личности и имаат свое потомство. Сега во потомството и на левата и на десната страна гледаме дека има по 2 болни и 2 здрави деца. Так. А на долната слика е прикажана таа панетова мрежа која ја дава сегрегацијата на алелите, каде што со големо А секогаш се означува тој доминантен мутиран алел, кај автосомно доминантното наследување, и можните комбинации кои што би можеле кога би се споиле една со друга гамета, едното е од таткото, а другите 2 гамети се од мајката. И тука се можни 4 комбинации. Така што во 75% од случаите кога и двајцата се, да речеме, доминантни носители, има шанса и детето да заболи, а кога едниот родител е здрав, а другиот е заболен, тогаш шансите се 50%. И тоа е многу битно, затоа што кога ќе биде бремена жената, доаѓа на генетичар или на генетско советување и прашува, значи има едно дете заболено, да речеме, со одредена автосомно доминантна болест, и прашува колкав е мојот ризик да и второто дете ми биде кај овие автосомно доминантни болести, кога едниот родител е заболен, а другиот е здрав, значи ги има оние 2 мали букви АА, во генетската конституција, тогаш е 50% ризикот. Значи 10 деца да има, секогаш е 50% ризикот. И ако се спојат сега здравите гени, малото А од заболениот родител со другото мало А од другиот родител, тогаш има 50% веројатност и да биде здраво детето. И тоа треба да го знаат родителите. Во автосомно доминантни заболувања, најчести кои што ги спомнуваме, тука се неврофиброматозата, како едно неврокутано заболување, кое што е тешко, кое што потоа може да оди и секундарно и со аутизам. Туберозната склероза исто така, Хантингтоновата хореа, тоа Хантингтонова хореа е кога доаѓа до предвремено деменција, тоа е, например, млад човек од 40-45 години, му пропаѓаат нервниот систем, клетките во нервниот систем и добива една деменција на 40 и една тресење, тремор на рацете и така, таа Хантингтонова болест. И ги има многу ред други автосомно доминантни. Значи, во родословното стебло можеме да се вратиме режија, го карактеризира една доминантна, односно вертикална трансмисија. Во сите 3 генерации се забележуваат заболени. И сега би можел да преминам на автосомно рецесивно, тоа е на следните слайдови. Така, следниот слайд може да се пушти. Автосомно рецесивно наследување, тоа е малце поразлично од ова. Рецесивен или скриен ген, тоа го опишува уште Грегор Мендел. Да, тоа е, ова е еден типичен родослов за автосомно рецесивно наследување. Што значат овие што се на пола црно, пола бело? Да, и тоа ќе го објаснам. Тоа во родословното стебло, тоа значи носители. Носители на мутиран ген.
И во првата генерација жената, односно бабата сега, бидејќи веќе има трета генерација, таа била носител на одреден мутиран ген. Стапила во брак со маж кој што е здрав. И сега тие добиле две деца, машко и женско, кои што се носители. Црно-бело, тоа е носители. И по некоја случај... Двајцата имаат мутиран ген. Да, и двајцата имаат мутиран и тие се нарекуваат кај автосомно рецесивните наследувања мирни носители. Тоа значи дека тие ја немаат болеста, но можат да ја пренесат на своите потомства. Можат да ја пренесат на своето потомство и тие сега по некоја случајно стапиле во брак со супружници кои што исто така се носители. Тоа е реткост, но можно е. Се случува, особено се случува ако се во консангвин брак или брак во крвно сродство. И тогаш тие рецесивни алели ги доведуваат во хомозиготна состојба. Хомозиготна состојба значи кога на еден хромозом и двата алели што ги наследили од таткото и од мајката се мутирани, на пример, или не мора да се мутирани, но во случајов се мутирани и сега тука тие имаат потомство, ризикот кај автосомно рецесивното наследување е 25%. Значи овде е двојно помал, се намалува. Да, тука и двата пара, брат и сестра, кога стапиле во брак, добиле по едно болно девојче, добиле здраво машко и добиле исто така машко носител и женско носител. Со мутирани гени. Да, со мутирани гени. Тие ја немаат болеста манифестно, но можат понатаму да ги пренесуваат. За ова наследување го карактеризира една хоризонтална трансмисија, бидејќи заболуваат браќа и сестри во рамките на една линија. И затоа го нарекуваме уште хоризонтално наследување ова автосомно рецесивно, овие автосомно рецесивни болести. Инаку, например, од нормалната генетика да кажеме дека сините очи се наследуваат по овој пат, автосомно рецесивен пат, а црните очи се автосомно доминантно својство. Исто нормалната коагулација е рецесивно својство и така натаму. Кадравата коса, например, е рецесивно својство, а правата коса е автосомно доминантно. Има многу карактеристики. Ако сме веќе кај патологијата, кај болестите, кај автосомно рецесивните, тоа се цистичната фиброза, која што се спомнува доста, особено белата раса, со кавкаско потекло, да кажеме, доста често боледува, за разлика од црната и жолтата раса, многу почесто. Тука се оние сите метаболопатии, што ги нарекуваме ние, односно најголем број од тие метаболопатии, автосомно рецесивни нарушувања, како што се гликогенози, нарушување на метаболизмот на гликоген, фенилкетонуријата како нарушување на аминокиселинскиот метаболизам е автосомно рецесивно заболување и илјадници други, сега да не ги замараме вашите гледачи. Има многу автосомно рецесивни, значи кои што се наследуваат според овие Менделови принципи, значи таму важат тие Менделови закони. Доктор Владимир, и јас пред извесно време имав една емисија посветена на ретките болести, односно на мускулна спинална атрофија. Тоа е исто една ретка болест која што генетски се пренесува. Да, генетски условена, спиналната мускулна атрофија спаѓа кои видови на наследување се невролошките, најчесто се во автосомно рецесивен пат се наследуваат тие спинални мускули. Ги има повеќе типови 1, 2, 3 и така натаму, спаѓа во ретките, но за жал доста инвалидизирачка. Иако најчесто менталната сфера, интелектуалната сфера не е засегната кај спиналната мускулна атрофија, само моториката и пред се долните екстремитети може да бидат и зафатени и тие лица обично 10-та, 15-та година од животот завршуваат за жал во инвалидска количка што имаат спинална мускулна атрофија. Така. Рецесивно доминантно, да појасниме што би значило? Па доминантно и рецесивно тоа се својства и гени, значи доминантни тоа е генот и кога генот ако се појави, тој го манифестира својството. Значи тоа се доминантни својства, веќе опишав кои се нешто како нешто беше мутираниот ген, тој би бил рецесивен на некој начин? Доминантни, а рецесивни својства се оние кои што тоа го правил уште во вака ќе го објаснам со експериментите и за да го разберат гледачите. На Грегор Мендел, значи он го испитувал тој градинарски грашок и земал на пример со жолто и зелено семе, вкрстувал во првата генерација.
во таа парентална се нарекува во генетиката, и во првата генерација добил само жолти семиња. Само жолти. И тоа е тоа доминантно својство. Значи жолтото го препокрива зеленото и тоа е доминантно. Сега во таа прва филијална генерација меѓу себе ги оплодил жолтите семиња и во втората филијална му се појавиле во сооднос, а тој бил и добар математичар, во сооднос 3:1. 3 жолти семиња и едно зелено. Така. И тоа го нарекол, зеленото својство го нарекол рецесивно. Значи тоа е тоа скриено. Или сините очи кај човекот, тоа е скриено својство. Или нултата крвна група, например, е рецесивна. Значи треба тие два алели да ги има и таткото и мајката за да некој наследи, но не мора да значи дека и таткото и мајката се нулта група. Туку ако таткото е например со генетска конституција А0, а има крвна група фенотипски изразена А, а мајката има крвна група Б0 генотипски, а фенотипски е крвна група Б, и постојат 25% шанси од тој брак, иако се таткото е А мајката Б, тоа често ги буни во народот и може да бараат да докажуваат татковство, но можно е од таков брак да се добие дете во 25% да има нулта крвна група. Само под услов да се хетерозиготни носители. Значи, да немаат на двата алела АА и ББ, тогаш нема шанси. Тогаш веќе е јасно дека тоа или е детето сменето во породилиштето или не е тој таткото. Тогаш не може да биде нулта. Ако и двајцата се хомозиготи, таткото за крвната група а мајката за Б, тогаш детето мора да биде АБ крвна група. Значи сите деца и 5 деца да имаат, сите мораат да бидат со крвна група АБ. Но ова е исто спаѓа во менделизам, крвните групи, тоа се нарекува кодоминантно наследување. Кај крвните групи АБ нулто крвната група, имаме уште еден МН крвногрупен систем, РХ факторот така се наследува. РХ факторот, например, 85% од популацијата се РХ позитивни, 15% се Тоа би значило ако 20 родители се позитивни и детето ќе биде со РХ фактор позитивен или ќе биде? Не мора да значи, повторно значи зависи од алелите и таму постои ако се хетерозиготи и двајцата, можно е во 25% да имаат можност да добијат и тие РХ негативни деца. А зашто е толку важен РХ факторот, кога двајца нели ќе сакаат да имаат потомство, се испитува крвната група со РХ факторот, не треба да биде различен? Па значајно е, сега ќе ви објаснам, значајно е ако таткото е РХ позитивен, а мајката е РХ негативна. Добро. Во текот на бременоста РХ позитивните еритроцити, тоа е за една болест, тоа е морбус хемолитикус неонатурум или се нарекува хемолитична болест на новороденото. И после првата бременост и не постои толку опасност, но за веќе од втората натаму мора да прими рогам инекции, антитела, за да не, затоа што РХ позитивните еритроцити преминуваат преку плацентата во крвотекот на мајката и мајката создава антитела против еритроцитите на собственото дете, бидејќи тоа ги наследило од таткото. Кога е таткото РХ позитивен, тоа доминира врз негативноста, да кажам. И детето ја сензибилизира мајката да создава антитела кон тие еритроцити што се РХ позитивни. И во втората бременост доаѓа до антителата се спојуваат со еритроцитите од детето и доаѓа до една хемолиза, прскање на еритроцитите, една многу сериозна болест, тоа педијатрите многу добро знаат. И мора да дојде да се промени целокупната крв, ексангвинотрансфузија се вика тоа на новороденото, за да не дојде до тешки оштетувања на мозокот и на другите, а дури може и до смрт теоретски да дојде. Ако не се препознае на време. Затоа се прави вакви испитувања. Да, ова особено било проблем порано, пред 50-60 години. Сега не би требало да представува. Дури и во Македонија, каде што имаме пониско ниво на медицина, не представува сериозен проблем. Што представува неменделизмот? Еве говоревме досега за ова е некако спротивно. Да, па неменделизмот, тоа се понови откривени заболувања, например, тие се оние заболувања кои што не ги следат Менделовите закони. Тука како типичен пример се надам ќе го најдат во режијата, тоа е митохондриското наследување, би го спомнал, да.
Тоа е многу интересно. За прв пат е откриена кај митохондриско, не е овој слайд, значи митохондриско пишува долу, при крајот некаде. Митохондриските не е ни овој, ова се по X врзано рецесивен родослов. Ајде, тука следното гледаме да на видиме. екраните и ова X врзано доминантен родослов, тоа се полово врзани, кои што се врзани за половите хромозоми, ова е Y врзано наследување, еве да ги поминеме и тие, иако ова е се уште менделизам. На овој слайд, например, преку Y, таткото го пренесува на своите, на претходниот. Спорадичното наследување, тоа исто спаѓа или уште ги нарекуваат во народот чат-пат, кога овие се многу тешки за генетска детекција, само еден е заболен и сега може да биде повеќе видови и еве го митохондриско, да, кај митохондриско, тоа е неменделизам. Првото заболување е откриено во 1988 година, не многу одамна, барем не за мене, иако има 33 години. Од тогаш, значи јас тогаш сум бил прва година на медицински факултет, тоа е Леберовата хередитарна оптичка невропатија. Така. Нека остане овој слайд, додека објаснувам за митохондриските. Значи, тоа е заболување кое што го зафаќа нашиот очен нерв, очниот нерв на заболениот. И тоа заболување се карактеризира со многу една одеднаш болка, како пресекување со нож, бидејќи е засегнат оптичкиот нерв, дури може да следува и понатаму и слепило. Леберовата хередитарна оптичка невропатија, значи првото откриено митохондриско заболување. Што значи митохондриско заболување? Митохондриски заболувања се карактеризираат со мутации на митохондријалната ДНА. Покрај она дезоксирибонуклеинска киселина што имаме во нашите хромозоми, во јадрата на клетките, подоцна е откриена дека постои дезоксирибонуклеинска киселина и во митохондриите. Тоа се енергетските централи на клетката, едни органели кои што се мощни, значајни за опстојување на клетката и да ја даваат енергијата. И се тоа е една циркуларна форма, има на ДНА, за разлика од ова другата ДНА која што се наоѓа во хромозомите и во јадрата. И таа е гола, да речеме, не е обвиткана со многу протеини, и таа е многу полесна, поподложна на мутации. И кога ќе дојде до тие мутации, инаку комплетно е мапиран геномот на таа митохондриска ДНА, има 16.569 нуклеотиди, и кога ќе дојде до мутација, прво страдат органите и ткивата кои што им е потребна најмногу енергија. А тоа се централниот нервен систем, мозокот, нервите, и мускулите и секако срцевиот мускул. Значи ќе доаѓа до невропатии, оштетување на централниот нервен систем, ќе дојде до миопатии, слабост на мускулите и ќе дојде до евентуално кардиомиопатија. Така што еве таа Леберова хередитарна оптичка невропатија го зафаќа оптичкиот нерв и може да води до слепило. Ова уште една авторка од професор Лијана Зергален-Чупак од Хрватска го нарекува дури овој митохондријален ДНА како 25-ти хромозом. Бидејќи постојат 22 автосомни хромозоми, постојат два полови, тоа е X и Y, и 24, и уште овој еден као дополнителен, иако не е класичен хромозом. Ги има повеќе заболувања, значи, како што кажав, сега да не се повторам, на родословното стебло, само да го дообјаснам, овде она што е значено дека мајката го пренесува заболувањето. Мајката. Таткото не може. На левата страна гледаме, значи во првата генерација мајката била заболена. Таа има две деца и двете се болни. Да. Потоа тој стапува мажот во брак со здрава жена, нема. Да, и таму нема. Трите деца се здрави, а кај женското повторно двете деца се заболени. А повторно кај женското има две. И повторно кај женското, значи четвртата генерација пак се заболени. Тоа се вика уште мајчинско наследување, и тоа да го дообјаснам. Тоа е затоа што кога се спојуваат сперматозоидот со јајцеклетката, сперматозоидот ја губи само јадрото, главата од сперматозоидот влегува во јајцеклетката и оплодува, ги губи митохондрите кои што се наоѓаат во вратот и опашката понатаму, вратот и средишниот дел од сперматозоидот, и мајката во јајцеклетката на мајката останува цитоплазмата. И уште се нарекува или мајчинско или цитоплазматско наследување ова, бидејќи како што видовте
мајката под наводници е виновник, односно иако тука нема вино, никој не сака да има мутација и да ја пренесува, но ете во овој даден случај, значи затоа и реков под наводници, мајката преку нејзината цитоплазма од јајцеклетката го пренесува заболувањето и потоа нејзините женски деца повторно ќе го пренесат на нивните деца и така. А машките деца не можат митохондриското заболување да го пренесат и така. А мозаицизмот што би значил, еве ако ја најдат исто фотографијата да го дообјасниме, кој е важно? Мозаицизам, на кој со само би кажал, тоа е кога во еден организам постојат две клеточни линии, на пример, и има се дели на соматски и таква слика и мислам дека не ви дадов. Добро. Ова е антиципација, тоа би можеле малце подоцна, гонаден и постојат и соматски мозаицизам, тие се важни, на пример хермафродитизмот представува еден вид на мозаицизам, тоа е кога во еден ист организам среќавате и женски и машки полови карактеристики. Па може да има и овариуми со пенис и така, разни комбинации, тоа е еден од вид. Инаку кај соматскиот мозаицизам, па на соматскиот мозаицизам се објаснува старењето, настанување на некои карциноми и така натаму. Ете, тоа сосема накусо, а ова сликата за антиципација, и тоа е интересен феномен во генетиката, во поново време откриен. Следната? Да, мислам дека беше следната. Антиципација, тоа е кога тој се должи, антиципација, уште ова, гледаме тука 3 генерации на заболени. Во првата мажот е заболен, на пример на 55 години го добива заболувањето, во следната неговите деца го добиваат на 48 и 50 години и во третата веќе на 40 на година. Значи феноменот на антиципација се карактеризира со тоа што во секоја наредна генерација лицата добиваат порано болеста и со пожестоки симптоми, потешка клиничка слика на болеста, а тоа се должи на повторување, има едни триплети, на пример фрагилниот X синдром, тоа е еден доста значен синдром и на студентите им го предавам. Тоа е кога на X, еден од X хромозомите има едно фрагилно, лесно, кршливо место, вака да видам појасен за гледачите, и тој се манифестира со интелектуална попреченост, па може да имаат и аутизам, големи уши децата. Нормално сите на тој X хромозом би требало да имаме некаде од 6 до 50 на повторување на CGG, цитозин, гванин, гванин, триплет на бази, азотни бази, кои што се дел од ДНА. Носителите на премутација имаат од 51 до 200 повторувања на тој FMR1 ген се нарекува генот кој што е мутиран на тој X хромозом, на долгиот крак. И за да се манифестира целосна болеста треба да има над 200 такви повторувања и во секоја наредна генерација се мултиплицира бројот на повторувања и заради тоа болеста се јавува порано и со пожестока симптоматологија. Тука и исто така на тој феномен главно ги сега тие автосомно доминантни болести и на феноменот на антиципација тука и Хантингтоновата хореја се припишува и така и ред други заболувања. Колку е генетиката сложена наука? Па и сложена, ама и интересна. Интересна, да. Така, предизвик е за мене веќе од 97 година се занимавам. И јас имав можност во своето образование да учам дел од генетиката, многу мал дел од ова што вие го предавате, меѓутоа сепак значаен за, како што видите, да ви биде интересно да ги согледате работите. Тоа беше на средно насочено образование биотехнологија во Никола Карев, имавме предмет генетика. Така да, навистина да, интересна наука. Никола Карев беше биотехнолошка гимназија и да, вие неколку генерации. Да, и вие имавте навистина ни одлични презнања од биологија и кој што ги опфаќа нели генетиката како гранка на да, многу интересно. Тука некаде би сакала да го заокружиме овој разговор околу наследувањето, бидејќи немаме уште многу време, би сакала малку да кажеме и за она што го споменав на почетокот, сте председател на Сдруженијето, на Македонското научно здружение за аутизам. Како стојат работите? Веќе година дена и повеќе сме во пандемија на COVID. Успеавте ли нешто, некоја активност да направите? Скоро 14 месеци, да. Ние не застанавме. За овие 14 месеци навистина имавме
доста активности. Тоа што ни недостасува, тоа се оние патувања и конгреси, конференции, каде што можеме да споделиме и да научиме и ние нешто ново во Сдруженијето со моите колеги и колешки. Значи, веднаш ние се преструктуриравме на електронско учење и електронско споделување на знаењата и почнавме вебинари да организираме. Уште во март, април, например, 2 април, меѓународниот ден, ние организиравме, 2 април 2020, исто организиравме вебинар, каде што го споделивме нашето знаење. Потоа, минатата година во мај јуни следеа едни проекти од 9 вебинари серија наменети за родители и за колеги и колешки кои што се занимаваат, финансирани од УНИЦЕФ. Имавме стотици и стотици учесници на тие вебинари, исто така и студентите се вклучуваа, оние кои што пројавија интерес за тие вебинари. Продолживме со проектите кои што ги реализиравме и, како што кажав, за жал не можевме со физичко присуство, но продолживме преку Zoom со разни состаноци да ги привршиме кон крај. Тие се Erasmus Plus проекти. Имавме, например, со колеги од Грција, Кипар, Бугарија, Романија, Италија, едниот проект. Тој ќе следуваат сега, ќе го кажам тоа веројатно на подоцна како најава за иднина. Потоа исто така објавивме прирачник со колешката магистар Ивана Василевска Петровска, прирачник за родителите. Така. Кој што е доста интересен и опфаќа како тие да се снајдат во разни ситуации. Тој го финансираше канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија и е доста сликовит, во боја е направен со висок квалитет на хартијата и слики одлични. Тој исто така е достапен, покрај тоа што го поделивме доста во цврста копија, е достапен и на нашата веб страница на Македонското научно сдружение за аутизам, слободно да се симнува. На 3 јазици, македонски, англиски и албански јазик е направен. Вложивме доста напор, излезе во јули, во сред лето баш излезе. Понатаму следува други вебинари, конференции на кои што учествувавме со странци и некаде во декември започнавме со проект од општина Карпош да едуцираме наставници, потоа стручни соработници од основните училишта на територијата на општина Карпош, бидејќи имаат тие конкурси, ние го конкуриравме и добивме одредени средства со тројца мои колеги. Тука би ги спомнал господин Стојан Андонов, потоа професорот Илиевски од Институтот за социјална работа и колешката Александра Карагирова од Старс центарот, кои што беа учесници и еден мултидисциплинарен тим. Одржавме 10 вебинари. Тоа беа декември, јануари и февруари оваа година. И во меѓувреме исто така во февруари започнавме еден проект каде што Комерцијална банка ни додели средства, повторно вебинари со родители и ова е интересно каде што родителите можат да видат доста корист. Исто така јас направив 25 прегледи преку телемедицина, значи преку Skype, совети, обсервација, биомедицински третман и така натаму, и двете мои колешки магистар Василевска Петровска и Филиповска, кои што се подпредседателки и секретар на Сдруженијето, тие направија многу интересни интернет ресурси, кои што сега веќе се достапни за и видео и за симнување, интересни препораки за родителите кои што ќе им користат во секојдневниот живот и ќе им го олеснат секојдневниот живот за децата со аутизам да можат да им помогнат. Така да, ете, во кратки црти, имаше многу, објавувавме трудови. Во секој случај сте имале доста активности онлайн, да. Сакам само да потенцирам, можеби оние кои што не следат, знаат и дека сте вклучени во третирањето со проблемите кај децата со аутизмот, каде еве можат да ве најдат, каде сте достапен, дали се уште сте вклучен во работата на Гаспар центарот? Во 2 центри, да, тоа е Гаспар центарот во Козле и Старс центарот, тоа е колешката Карагирова што спомнав, има во Велес, а од неодамна отвори во Скопје. И баш еве сега веднаш по празниците ќе одам да прегледам по 4. Значи тоа си останува вклученоста во третманот, така. Да, и она што е најинтересно, веќе го почнавме сега пред 10 дена, тоа се вебинари со
светските експерти за аутизмот. Значи, јас на моја иницијатива успеав да донесам врвни имиња, веќе реализиравме два, професор доктор Фред Волкмар, кој што има околу 65.000 пати е цитиран на Google Scholar, че еден алфа и омега во аутизмологијата. Сега неодамна ни беше минатиот понеделник гостин професор доктор Мануел Казанова, кој што одржа едно феноменално предавање за една нова метода. Во мај можеме да ги најавиме, тука е мојата драга колешка Паула Бартоломеус од Холандија, која што работи со Ria Touch фондацијата и која што е издавач на списанието кој што јас го уредувам, Journal for Ria Touch Therapy and Developmental Diversity, па ни доаѓа доктор Сузан Овенс од САД за една интересна теорија за оксалатите и диета без оксалати, како ја подобро клиничката слика кај аутизмот, за да во јуни финишираме со исто така два врвни, тој е професор Тони Чермен од King's College во Лондон. Тој има, например, над 40.000 цитираности на Google Scholar и последен ни е професорот Свен Болте од Каролинска институтот во Шведска, па после ќе видиме за есен дали ќе продолжиме со овие светски експерти. Професоре Владимир, кај нас како стојат работите со аутизмот? Дали можете да забележите дека се зголемува бројот на дечиња со аутистичен спектар или како стојат? Можеме ли еве година дена помина од кога имавме впрочем токму емисија за аутизмот и се надевам дека и во некое следно издание ќе се договориме да направиме уште една емисија. Оваа сакавме да биде малку нешто нели поинаку, да доставиме до нашите гледачи. Имате ли увид во состојбата? Можеме ли да кажеме некои точни информации? Статистика конкретна за жал немам во Македонија, нели? Меѓутоа тоа што вие еве го можете да го забележите. Како што се зголемува во светот, така се зголеми во Македонија, значи постојано има некаква потреба во изминатите 2-3 месеци, тоа го правев преку Skype, заради изголемување на бројот на пациенти со COVID и целата епидемиолошка слика, но постојано има, значи сега да не шпекулирам многу, но на мојот личен впечаток е дека се зголемува и на светско ниво 1 на 54 веќе е во Америка. Значи нивната преваленција, едно новородено на 54 деца новородени развива аутистичен спектар на нарушување. И јас сум убеден дека и во Македонија се зголемува, така што доста ќе дојдат познати преку други, стигаат до мене, бараат помош, совет. Сега треба да... Ние имавме една студија и тоа го покажавме, ама таа беше во 2005 година. Потребна е една екстензивна епидемиолошка студија, за која би застанало Министерството за здравство, например, за да се одреди попрецизно бројот и да се увиди дека и да се докаже со бројки. Инаку ние имаме наши бројки во Македонското научно здружение со аутизам, со кои што гледаме дека од година во година има еден пораст. Сега мораме да признам дека сите не доаѓаат кај нас, сите деца и сите родители, така што има многу кои што не се регистрирани. И тоа треба државата повеќе да земе во своји раце, да ја земе таа работа и да ја направи таа екстензивна епидемиолошка студија, за да добиеме приближно некоја бројка која што одговара на реалната. Ние сега имаме една подпроцената бројка во Македонија. И така. Се надевам дека во некое следно издание веќе се договориме пак да кажеме многу повеќе информации околу овој проблем, се со цел нели да оние родители кои што ќе ги слушаат информации навреме да осознаат ако имаат некој таков проблем и да побараат помош. Ви благодарам за денес. Еве уште еднаш ќе посочам сите оние кои што не следат, ако сакаат да стапат со вас во контакт, може и да се јават во нашата телевизија, да добијат нели контакт телефон пак за да побараат некоја стручно мислење. Ви благодарам многу за денешното гостување. Се надевам дека бевме интересни со ова наследување што го кажавме. Прв пат правиме ваква емисија и заради тоа и одлучивме да ги пренесеме овие информации. Се надевам дека барем малку ќе им доловиме на нашите гледачи колку ние сме како индивидуи комплексни, колку нашиот систем нели на генетски наследни работи е сложен и колку влијае врз сите оние проблеми кои што се јавуваат во текот на животот со здравјето. Да, апсолутно така е. Комплексен е човековиот организам од секој поглед, особено од генетски аспект. И јас ви благодарам за поканата и секогаш стојам на располагање за доколку има родители кои што се заинтересирани, слободно може да им ги дадете бројите од овие два центра. Ви благодарам уште еднаш.
Почитувани гледачи, тука ќе ви се заблагодарам јас за вашето внимание. Ви посакувам пријатен и убав остаток од денот. Имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, чувајте се, ние повторно се гледаме за 7 дена во исто време.